Господине Даути, вие сте представник на младата генерација албански интелектуалци од РС Македонија. Кажете ми, каква е положбата и каква била положбата на албанците во Македонија од времето на Титова Југославија, од објавувањето на независноста на државата и од 2001 година до ден денешен? Какви се промените на тоа поле? Видите, ова е голем период на многу децении и кога станува збор за за Титова Југославија, кога станува збор имало многу подеми падови, иако во повеќето случаи станувало збор за лоша состојба на албанците. Како што знаеме, Титова Југославија започна во времето на Втората светска војна, кога голем дел од Југославија, во Словенија, Хрватска, голем дел од Босна и Херцеговина, како и Србија, се уште беше под цврстата рака на германците, но и наместо сите сили да се соберат и да се концентрираат против германскиот окупатор, југословенските партизани, дел од нив беа зафатени со масакри врз албанците, како што на пример е најлош пример е масакрот во Бар, во денешна Црна Гора, и има и друг пример, масакрот во скрпското село Блаце. И така како што почна лошо, така и продолжи. Во 40-те и 50-те години имаше политички процеси против албанците, имаше полициска тортура, имаше и најлошо е што имаше насилно прогласување на албанците за турци, за да ги протерат кон Турција. Затоа околу, вклучително и со Косово и денешна Северна Македонија, околу 300.000 без малку албанци беа протерани кон Турција. Потоа имаше и многу економска дискриминација и така натаму. Барем во Косово работите се променја кон подобро со падот на Ранковиќ и потоа вклучително и Социјалистичка република Македонија, работите се подобрија со уставот од 1974 година. Меѓутоа, ова беше кратка пролет, бидејќи со демонстрациите во Косово во 1981 година, работите нагло одеа надолу, па вклучително и во Социјалистичка република Македонија, која во одредени работи кон албанците се однесуваше уште полошо него Социјалистичка република Србија. Во 1990 година, како што знаеме, пред независноста, во Југославија, всушност во југословенските републики, бидејќи не стигна до федералното ниво, се одржија првите многопартиски избори. Тука во Социјалистичка република Македонија, во Тетово и Гостивар, во такви избори, мнозинството на општинските совети беа сочинети од етнички албанци, но ова не се почитуваше волјата на албанците, затоа и не се конституираше советот. Социјалистичка република Македонија не дозволи да се конституира советот на општините. Ова непочитување на волјата на албанците продолжи после независноста, кога се изгласа уставот, за кој и големите албански интелектуалци Арбен Џафери фамозно ќе рече, овој устав е извор на кризи. И така и се случи, бидејќи имаше многу недоразбирање, имаше многу барање од албанците кои на многу брутален начин беа
беа одбиени, на пример барањето за Универзитет на албански јазик во 1994 година заврши со убиен човек од страна на македонската полиција во Тетово. Претходно го имавме примерот на со случајот каде Битпазар, каде беа убиени 3 луѓе, од кои едната македонка, 2 албанци, од македонската полиција, бидејќи за да се спречи нелегалното продавање цигари од сиромашни албанци. Ова се случи во време кога самата држава дозволуваше шверц на цигари. Потоа имаме случајот со педагошкиот факултет, единствениот успешен случај, кога се отвори педагошки факултет на албански јазик, но за кој имаше огромна одбиеност, огромна резистенција кај огромен дел од населението, најмногу од се од младината на така наречената ВМРО ДПМН. И затоа во вакви услови, при вакви услови на екстремна резистенција за освојување на барањата на албанците, дојде до конфликтот во 2001, кој како што знаеме заврши со Охридскиот рамковен договор. Од тогаш па наваму ситуацијата на албанците е драстично подобрена во сите сфери. Сега имаме многу повисок процент на албанците во државната и јавната администрација. Се легализираше Тетовскиот универзитет, па дури се отвори албански универзитет и во Скопје. Меѓутоа, одредени проблеми сепак продолжуваат да постојат, како што се, например, од наша гледна точка на албанците, како што се двојни стандарди во судење и дури сомнителни пресуди, неправедна распредел на буџетот, а дури кога се распределуваат пари од буџетот, сепак се игра мајтап со тие проекти. Например, како што е случајот со автопатот во Блаце, кој е 20-30 километри, а не се прави, бидејќи од тој автопат би придобила целата држава, бидејќи само со Косово, Северна Македонија има позитивен биланс во трговијата, но бидејќи најчесто тој автопат би го искористила албанците, државата е скржава и става други административни пречки за да се оствари проектот. Друга работа е и играњето мајтоп со примената на албанскиот јазик или воопшто институциите кои се водат од етнички македонци не го применуваат со намерни грешки, со помали букви, а во услови кога во Северна Македонија не живее ни еден англичанец, англискиот јазик се става пред албанскиот јазик. И за тоа е генерално ситуацијата.